Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Во деновите од викендот механизација и работници на комуналното јавно предпријатие Водовод беа ангажирани на расчистување на коритото на Траканска река, кое беше исполнето со отпад од околните куќи и обраснато во вегетација. Се најавува дека по правичното расчистување ќе бидат ангажирани поголеми машини за доуредување на речното корито. Механизација на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани викендов беше ангажирана на расчистување на коритото на реката во село Тракање, каде имаше проблеми со зголемениот доток на вода. Комуналните екипи ја отстрануваа вегетацијата околу која со години жителите изфрлале секаков вид смет, што придонело за намалување на капацитетот на речното корито. Во работата на терен ангажирани се технички и човечки ресурси од повеќе единици на предпријатието. Целта е со расчистувањето по целата должина на реката во централниот дел на селото да се создадат услови за влез на поголеми градижни машини. Тие ќе бидат ангажирани на дополнително доуредување на коритото на Траканска река. Активностите што се реализираат во селото Тракање се дел од заложбите за надминување на проблемите што ги има ова населено место со лошото решение на канализацијскиот одвод. Според стручните служби, придонес кон лошата состојба на Траканска река дало и несовесното однесување на жителите, кои коритото на реката го претвориле во депонија и место за директно испуштање на отпадните води од домакинствата. Последните обилни врнежи од дожд покажале дека отежнатиот проток на водата може да биде закана за нејзино излевање и поплавување на дел од објектите во непосредна близина. Општинските комунални служби упатија и апел за лична и јавна одговорност, со која што не само населението од Тракање, туку и останатите граѓани ќе придонесат за здрава околина и за намалување на деградацијата на животната средина. Општата болница со проширена дејност во Кочани нема да се затвора. Ова го истакнал министерот Филипче при последната посета на Кочанската установа. Министерот за здравство Венко Филипче ја посетил општата болница со проширена дејност во Кочани. На средбата со стручниот колегиум од болницата потенцирал дека оваа болница нема да се затвора и истите услуги кои досега беа давани ќе продолжат да се даваат на пациентите од Кочани и околните места. Според Филипче, критикувани биле дека ќе ја затворат општата болница во Кочани, но не станувало збор за затворање, туку за модел на унапредување, каде за истите пари од фондот ќе се добивало подобри услови за работа на здравствените работници и подобри услови за пациентите, истакнал министерот. Според него, концептот за регионализација ќе донесе голем бенефит за жителите, а болницата во Кочани ќе стане регионален центар за ампутации, каде ќе се вршат ампутации на пациенти од целата држава. Министерот Филипче посочил дека концептот на јавно-приватно партнерство ќе биде разгледан со вработените и по завршување на физибилити студиите ќе се отвори широка јавна дебата. Дејностите ќе останат, а приватниот партнер би инвестирал во инфраструктурата. Според специјалностите во секоја установа ќе се направи листа на дејности и регионализација. Со регионализација ќе се зајакнат капацитетите на точно утврдените дејности во секоја установа. Значи нема да се затвораат болници, туку ќе се направи реорганизација со цел унапредување на здравствената заштита за пациентите, завршил Филипче. Викендов партијата за демократски просперитет на ромите одржа седница на Централниот и извршниот одбор, при што беа усвоени одлуки за формирање општински организации и други партиски тела. Исто така, беше упатен повик до членството да излезе на предстојните избори и да гласа за оној кандидат за кој смета дека најдобро ќе ги застапува и штити интересите на ромската заедница. Новоформираната партија за демократски просперитет на ромите во неделата попладне во Мојанци ја одржа првата седница на Централниот и извршниот одбор, на која се разгледуваа неколку точки поврзани со комплетирањето на партиските органи и со действувањето во наредниот период.
Партискиот претседател Аксел Ахмедовски рече дека за краток период успешно е комплетирана судската регистрација, со што партијата може активно да се вклучи во изборниот процес за претседателските избори. При тоа тој ги повика членовите на партијата да излезат на изборите за да дадат сопствен придонес во напредувањето на демократските процеси. Бидејќи се ние како нов политички субјект и од 5.4. оваа година сме со решение на Основен суд Штип внесени во регистарот на суд на политичките партии, се уште немаме за земење конкретен став за тоа како ќе настапиме на овие престојни претседателски избори. Затоа ние на нашето членство и на нашите симпатизери, па и на сите роми во Република Северна Македонија им препорачуваме да излезат на гласање, да го дадат својот глас за оној кандидат за кој што сметаат дека ќе биде најдобар репрезент на интересите и на правата на не само на ромската заедница, туку и севкупно на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа сметаме дека во наредниот период, доколку ние како политички субјект стапиме во коалиција со било кој од политичките партии кои што имаат своји кандидати, односно кои што претендираат за претседател на државата, ќе дадеме свој конкретен став во наредниот период. Ахмедовски рече дека се планира до крајот на овој месец да заврши постапката за формирање општински организации на партијата, а во меѓувреме избрани се регионални координатори заради полесна и поефикасна комуникација со членството и функционирање на партиските органи. На седницата на Централниот одбор беше прифатена и иницијативата за пристапување на еден член во Советот на општина Виница, кој досега членувал во партијата за целосна еманципација на ромите. Досега бев преку партијата за целосна еманципација на ромите. Од сега натаму ќе делувам преку новата наша партија, па партија за демократски просперитет на ромите, начело со нашиот претседател Аксел Ахмедовски, и убеден сум дека ќе имаме добра соработка, со тоа ќе овозможиме лесно да се решаваат ромските прашања во Македонија. Партијата за демократски просперитет на ромите за почеток ќе действува во општините од источниот регион на државата. Според претседателот Ахмедовски, во моментот таа има околу 6000 активни членови. Шестчасовната акцијска контрола на полицијата откри повеќе од 60 возачи кои ја пречекориле дозволената брзина. Во акцијската контрола на подрачјето на СВР Штип евидентирани се и 18 други сообраќајни прекршоци со кои возачите ја загрозиле безбедноста на патиштата. Шестчасовната акцијска контрола на полицијата откри над 60 возачи кои не ја почитувале дозволената брзина на управување со возилата. Акцијската контрола, спроведена на подрачјето на СВР Штип, под која припаѓа и Кочани, евидентира и 18 прекршоци со кои возачите ја загрозиле безбедноста во сообраќајот. Овој пат возачи возале пребрзо во населено место, каде дозволената брзина е 50 км на час, додека помал е бројот на возачи кои не ја почитувале брзината на отворен пат. СВР Штип изминатиот период спроведе и неколку акцијски контроли за брзина, алкохол, непрописно пристигнување. Ја контролираше и исправноста на возилата кои вршат превоз на патници, истакна Панајотова. Контролирани се вкупно 161 возило, од кои 54 се упатени во станица за технички преглед. Од извршената контрола, 7 возила биле технички неисправни, констатирани се 13 прекршоци во однос на возила, од кои 3 за неисправен уред за сопирање, 1 за неисправни составни делови, 3 неисправни светлосни уреди, 3 измината важност на сообраќајната дозвола, 1 нерегистрирано возило, 2 неносење на сообраќајната дозвола. Преземени се 19 мерки за овие прекршоци, од кои 6 возила се исклучени од сообраќај, на 12 издадени им се прекршочни платни налози и 1 возач писмено е опоменат. Констатирани се 11 прекршоци во однос на возачи, од кои 9 за бесправно управување на возило и 2 останати прекршоци. Преземени се 21 мерка
за констатираните прекршоци од страна на возачите, од кои 9 се исклучени од сообраќај, една возачка дозвола е времено одземена и издадени се 11 прекршочни платни налози. Контроли за поголема безбедност во сообраќајот ќе има и понатаму, додаде Панајотова. Алкохолот и неприлагодената брзина се најчести фактори за сообраќајните незгоди со потешки последици. Надлежните апелираат на одговорно учество во сообраќајот и почитување на сообраќајната сигнализација. Големи успеси и награди за учениците од Средното училиште Гошо Викентиев на надпреварот Масум што се одржа во Кичево. Со втори и трети места и со забележителен настап се вратија учениците кои се надпреваруваа во повеќе категории. На 12 и 13 април 2019 во Средното училиште Мирко Милевски во Кичево се одржа традиционалното образовно рандеву, организирано од Младинската асоциација на средни стручни училишта на Македонија Масум. Средното општинско училиште Гошо Викентиев од Кочани зеде учество преку својата младинска организација Авангарда и се напреваруваше во следниве дисциплини: интервју за работа на македонски јазик, интервју за работа на англиски јазик, јавно говорење, најдобар бенд, видеореклама, фотографија, филм, штанд, драмска представа, поетска творба, постер и пинг-понг. Во сите категории учениците имаа забележителен настап и се закитија со следниве награди: најдобар пинг-понгар, второ место Антонио Пецов, трети Е3 клас, ментор Игор Глубов; најдобар штанд, второ место ментор Елизабета Минова; интервју за работа на македонски јазик, трето место Даниел Захариев, ментор Јасминка Крстова; најдобра драмска представа, трето место за пиесата Кафеја на Европа, ментор Катерина Петрова; најдобар филм, трето место за филмот Паралелни светови, ментор Павлина Атанасова. Од особено значење е искуството што учениците го стекнаа за време на подготовките и нивното неформално образование, за кој доправа ќе посведочи врз нивниот развој и напредок. Исто така, во изминатата недела пак во Техничкото училиште во Врање, Република Србија, се одржа државното првенство на Србија за техничките училишта во сообраќајната струка. Средното училиште Гошо Викентиев беше поканато да учествува во ревијалниот дел, каде учествуваа училишта од Словенија, Хрватска, Босна, Македонија, Црна Гора и Бугарија. Во официјалниот дел учествуваа 30 училишта од Србија. На целата манифестација учествуваа 271 надпреварувач кои решаваа тестови за Б и С категорија и возеа на полигон во соодветната категорија. Кочанското училиште беше представено со учениците Јована Петрова и Дарко Јованов од 4 С клас со обраќајна струка, кои се представија во добро светло. Овој настан представуваше можност за размена на искуства, создавање нови пријателства и дружење. Следуваат спортските информации. 15 медали освоија членовите на карате клубовите Партизани Кочани на меѓународниот турнир Газибава Опен што се одржа во Скопје. Тоа е голем успех за кочанскиот спорт, посебно што повеќето од нив се млади талентирани каратисти, од кои и понатаму се очекуваат добри резултати. Членовите на карате клубовите Партизани Кочани забележаа уште еден успех на домашните надпреварувања. Освоија вкупно 14 медали на меѓународниот турнир Газибаба Опен, што викендов се одржа во Скопје. Над 500 надпреварувачи од поголем број карате клубови од Македонија, Србија, Црна Гора и Бугарија беа учесници на турнирот на кој имаше силна конкуренција. Потврда за успехот на двата клуба од Кочани е што тие учествуваа со вкупно 15 каратисти и скоро сите од нив се закитија со медали. Кај представниците на карате клубот Партизан најуспешна беше Мартина Шахинова, која доби и признание за најдобра надпреварувачка на турнирот во женска конкуренција. Освен тоа, таа освои и златен медал во категоријата кадети над 54 килограми. Со злато се закитија и незините клубски колеги Филип Стојанов во категоријата деца до 45 килограми и Ѓорги Петров во категоријата кадети до 57 килограми. Добра подготвеност и сребрен медал освоија и Филип Стојанов во категоријата деца до 40 килограми, Надица Наунова во истата категорија до 40 килограми, Благоја Тасески во категоријата помлади кадети до 45 килограми и Ѓорги Петров во јуниорска категорија до 61 килограм.
Покрај нив Кристијан Грозданов во категоријата кадети до 57 и Роберто Здравковски во категоријата јуниори до 68 килограми беа трето пласирани и се закитија со бронзени медали. На турнирот Гази Баба Опен во Скопје со 7 представници настапи и карате клубот Кочани, при што тие освоија 1 сребрен и 4 бронзени медали. Второто место заслужено и припадна на Елена Стојанова, која настапи во категоријата над 40 килограми за деца од 10 до 11 години. Покрај неа добар настап и бронза освоија Иван Арсов во категоријата од 10 до 11 години над 45 килограми, Наталија Карова во категоријата 12 до 13 години до 45 килограми, Драгана Нисева во категоријата 14 до 15 години до 54 килограми и Љубомир Давидков во категоријата каратисти од 16 до 17 години до 76 килограми. Прво и трето место и за каратистите на лидер од Виница на истиот турнир Газибава Опен 2019 одржан во Скопје. И клубот за боречки вештини лидер од Виница учествуваше на меѓународниот карате турнир Газибава Опен што се одржа во Скопје. Настапи со тројца своји надпреварувачи и се врати со освоено прво и трето место во категорија борби. Златен медал освои Мелани Арсова, која имаше 3 тешки борби, но сепак во силна конкуренција успеа да стигне до златото. Бронза освои Јани Постолов, кој исто така е задоволен од својот резултат. На турнирот учествувале 500 надпреварувачи од 52 клуба од 4 земји – Македонија, Србија, Бугарија и Црнагора. Овој успех многу им значи на надпреварувачите од лидер Виница, бидејќи им представува подготовка за државното првенство, што ќе се одржи за 3 недели. И уште една информација од спортот. Викендов се одигра 18-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани доживеа пораз од 8:0 на гостувањето во Скопје против Драгон 2014. Во третата фудбалска лига пак Исток, фудбалскиот клуб Осогово на домашен терен го победи Малеш од Берово со 8:1. Во рамки на 18-тото коло од првата фудбалска лига за жени што се одигра викендов, екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани доживеа висок пораз од 8:0 на гостувањето во Скопје против лидерот Драгон 2014. Домашните фудбалерки го оправдаа првото место на табелата и уште пред средбата беше јасно оти нашиот тим ќе има тешка задача и практично е без посериозни изгледи да извлече поволен резултат. Со новиот пораз, ЖФК Кочани останува на досегашните 14 бода, со кои се наоѓа на 10-то место пред Атлетико од Битола, кој има ист број бодови, но полоша гол разлика. Во следното 19-то коло, што е закажано за сабота, на домашен терен нашите фудбалерки ќе го пречекаат тимот на Топ Гол. Во третата фудбалска лига Исток, пак во машка конкуренција, викендов исто така се одигра 18-тото коло, во кое Осогово беше домакин на средбата со Малеш од Берово. Жолто-сините славеа висока победа од 8:1, со што прокнижија 3 нови бода во трката за освојување на првото место во однос на конкурентот Овчеполе. Свети Николчани пак на домашен терен со минимален резултат од 1:0 ја совладаа Виничка Слога. Со тоа разликата меѓу двата клуба останува 6 бода, а Осогово и понатаму го задржува лидерското место на табелата.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.